Македонија ја голтаат пламени јазици. Огромни површини од Пелагонискиот, Северноскопскиот, Југозападниот, Тетовско-Полошкиот и Повардарискиот планински регион се зафатени од огнена стихија која некаде не стивнува веќе половина месец. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Шабан Салиу, за ТВ Нова вели дека на сите 35 подрачни единици има активна екипа, а соопшти и на кои места се уште гори. Кај македонски брод, кај село Растеш, гори нискостеблесна шума и пожарот е активен, али не од таков интензитет како што беше. Активен е и само во Велешково, Чачка, Нежилово, село Нежилово и во Дреново. Во Тетово имавме пожар активен во село Копанце и село Гургурница, меѓутоа гори трева и пасиште, значи никаква опасност. Во Гостивар пред неколку минути ни се има јавено, гори во Јеловце и во Здуње, во соработка со заменикот директор, мислам дека ќе се испрати еден воздухоплов хеликоптер. Пожар имаме активен во село Јанковец, во Дабова шума, некаде околу 3 хектара гори. Во Скопско активен е пожарот во село Мора. Во Карпуш, кај село Радуша, Сарај гори нискостеблесна шума, Крушево гори нискостеблесна шума, прематава на Кривогаштани, таму се присутни од Дирекцијата за заштита и спасување и пожарот е под контрола. Значи, нас во Маска што гореше предходниот период беше вчера во утринските часови локализиран, односно целосно изгаснет, за да во попладневните се реактивира. Меѓутоа и таму во овој момент е под контрола пожарот. Проценките покажуваат дека кај македонски брод изгорела повеќе од 70% од боровата шума. Повеќе од 100 луѓе се вклучени во гасењето на големиот пожар во Западна Македонија. Континуирано гасат авионите на Дирекцијата за заштита и спасување, армијата како и 2 воздухоплови од Турција и Бугарија. И местното население помага во борбата со огнот. ЦУК во текот на минатата година регистрирале во јули 98, а во август 127 пожари. Како една од мерките за спречување на пожари е и забраната за движење низ шума во периодот од 15 јули до 15 август, што традиционално ја изрекува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Движењето е дозволено само со соодветна дозвола од Македонски шуми и од субјектите кои управуваат со заштитените подрачја. Казната за непочитување на оваа мерка изнесува од 1500 до 2000 евра.